Во овој дел од денот ќе посветиме време и внимание на едно убаво пријателство. Ќе раскажеме една убава приказна. Чест и задоволство е да разговараме со член на извршниот одбор на Друштвото Македонско-Јапонско пријателство и соработка. Добро утро велам за господинот Горан Антески. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре најдовте. Повод за нашиот разговор се 35 години постоење на Друштвото на Македонско-Јапонско пријателство, па би сакала најпрво да ни раскажете од каде идејата за формирање на токму вакво здружение. Здружението е формирано точно пред 35 години, на 26 април 1990 година, и е првото друштво што е основано после осамостојувањето на Македонија и представуваше како еден предвестник за останатите друштва да направат здружување со земјите од кај што доаѓаат. Македонското јапонско друштво е формирано ентузијасти кои се од новинарскиот дел, од медицина, интелектуалци, спортисти, љубители на јапонската култура, така да тогаш пред 35 години е формирано. Ние сме малце помлади членки, јас сум помлад член на тоа друштво, но доаѓам од бизнис секторот, затоа што на ова друштво треба да се развија и со бизнис, и со економија. Секако културата, спортот и јазикот останува како приоритет на нашето друштво да бидеме во соработка со Јапонија, но секако и бизнисот и економијата мора да биде нешто што во иднина ќе се развива. Така, кога го споменавте веќе бизнисот и економијата, како друштво формирано токму заради соработка меѓу Македонија и друга држава, како изгледаат првите проекти? Првите проекти беа помош повеќе од јапонската влада, затоа што јапонската влада и амбасадата тука во Македонија даваат голема поддршка кон Македонија. Повеќе од 700 милиона евра годишно до сега јапонската влада има инвестирано во Македонија по разни проекти. Од инфраструктурни проекти, културни, јазични проекти за развој на Македонија, но и приближување на јапонската култура во Македонија. Но највеќе во инфраструктурни проекти и помош на општините и на институциите. Таа помош е секоја година, се развива само, а ние работевме на проекти, нашето друштво работеше на проекти за јазична соработка помеѓу Јапонија и Македонија, за изложби, тајко тапани, например, тоа е преубав музички спектакл, различни изложби за слики, за кукли, оригами, работилници за оригами и многу различни работи се во овие изминати години направени во Македонија. 35 години навистина не се за потценување. Да. Многу години на низа успешни соработки. Па колку проекти успеавте да реализирате досега во овие 35 години? Као што кажав, многу проекти, затоа што во првите години од основањето на друштвото, средствата што доаѓа од Јапонија претежно беа насочени на самото друштво и друштвото ги вложуваше, например, еден од поголемите проекти беше 5-годишно учење на јапонскиот јазик во Македонија, од каде што дел од студентите после тоа продолжија и во Јапонија да студираат. Тоа беше една убава работа која го подобри зближувањето помеѓу Македонија и Јапонија. Како што реков, тајко тапани неколку пати, 2 пати до сега се организирани во Македонија, работилници, но секако и издавањето на акебоно списанието, кое се издаваше 4 пати годишно и кое достигнуваше по 2000 тираж. Значи, ова акебоно списание ние го реозовнуваме сега и од денеска веќе ќе биде дигитално достапно за сите наши читатели и сакаме да ја промовираме јапонската култура во Македонија, но секако не е ова само јапонската култура во Македонија да ја промовираме. Ние како здружение имаме соработка со нашето здружение во Јапонија, каде што ја промовираме македонската култура. Обострана. Да, така да таа убава соработка продолжува. Убаво е да се слушне дека имаме обострана комуникација, но на кој начин Јапонија помага на Македонија преку вашето друштво? Па, како што кажам, нашето друштво кое е основано пред 35 години,
нашиот прв председател и еден од основачите, Коста Балабанов, кој е сега почесен член, многу години успешно ја го водеше ова друштво и беше предвесник на зближувањето на дипломатската активност помеѓу Македонија и Јапонија. Од основањето на друштвото секогаш помагаше, на почетокот помагаше и за приближување на дипломатијата од Јапонија во Македонија. И тие проекти, преку проектите што ги работеше, но секако и со своите релации во Македонија помогна да се зближи, да се направи дипломатско представништво тука. Тој беше Коста Балабанов беше првиот почесен генерален конзул на Јапонија во Македонија. И преку него ние успеавме да ги воспоставиме тие дипломатски односи, а пред неколку години, мислам дека пред 7 години, беше основана јапонската амбасада во Македонија. Така да сега сите тие поголеми активности ги презима јапонската амбасада, бидејќи има и стручни служби и помош од Јапонија. Ние сме поддржувачи, но секако и сме промотери на јапонската култура и помагаме да се основаат овие проекти во Македонија. Така. Колку по формирање на се ова што го споменавте и државните институции, сите институции помагаат во реализирање на идеите и во реализирање и практикување на добрата мисла и идеја, односно поврзување на овие две држави? Претежно проектите ги работиме ние, затоа што сакаме да промовираме јапонската култура. Секако нашиот клуб, македонско-јапонскиот друштво за соработки и пријателство, но кое е составено од повеќе друштва во овој склоп. Јас сум од бизнис секторот и јас сум председател на едно јапонско-македонско друштво за техничка соработка, каде што ние сме дел од ова друштво. Секако тука се и џајка, кое е друштво кое е врзано со институциите. Така да ние имаме помош од институциите, но секако таа помош секогаш треба да биде поголема и подобра, затоа што ние имаме позитивни практики кои сакаме да ги прикажеме во Македонија. А тука се секако и спортистите, истакнати спортисти кои во текот на годините учествуваат и учествувале во друштвото, културни работници од Ликовната академија, професори на медицинскиот факултет и разни поддржувачи на нашата мисла и цел. Така да ние само го развиваме ова друштво и сакаме со институциите да имаме уште подобра соработка. Затоа што јапонската влада многу донира за нашата држава и За крај на овој убав разговор би ве прашала кои се целите, идеите на Сдруженијето за воиднина? Па како што кажав и претходно, сакаме да ја развиеме културата во Македонија, сакаме да ја приближиме Јапонија до Македонија, сакаме да доаѓаат повеќе туристи од Јапонија и тоа е нашата цел, да доаѓаат во Македонија, да ја запознаат нас, нашата култура, затоа што и тие се воодушевуваат на нашата храна, на нашето вино, на нашите насмевки. И би сакале во иднина тоа да се продлабочува, но секако ние сме и промотори на јапонската култура, да идеме и ние да ја посетиме Јапонија, да ги запознаеме тие луѓе, да ги прифатиме и нивните добри навики, нивната чистота, нивната култура, нивната иницијативност за подобрување на општеството, така да нашата цел е секогаш да правиме некои настани кои ќе не зближуваат. Ви благодарам многу на оно што ни го споделивте и натака ви посакувам уште многу години убава и успешна работа и овие 35 години оваа година да ги заокружите со нешто уште поубаво и пограндиозно кое што ќе направи поврзување на овие две земји. Јас би ве поканил вас, утре ние во сабота на 26 април правиме собрание на нашето друштво, каде што ќе имаме и културна програма, да дојдете вие и вашите гледачи. Настанот ќе се одржи во во КИЦ, културниот центар, во центарот на градот од 19 часот, така да некои ентузијасти што се за јапонската култура слободно нека повелат. Ќе ни биде драго да го возобновиме друштвото, да биде на подобри
гранки. Ви благодарам и ви посакувам на вистина огромен успех. Како што сподели господинот Горан, одлична идеја каде да го минете викендот кој ни предстои, а ние сме секогаш тука да ја споделиме убавата идеја и убавата мисла.